Во текот на оваа кампања ќе се изнаслушате многу работи. Ќе видите многу рекламни спотови, многу јавни настапи, секакви дискусии. Ќе се изнаслушате секакви ветувања, само за да го привлечат вашето внимание. Некои ќе бидат дури и дрски и ќе се обидуваат да ве подсенат, ветувајќи ви нереални и неостварливи проекти. Јас нема да ви ветувам чуда. Со мене знаете на што сте. Никогаш не сме ветувале премногу, но она што сме го ветиле, го реализираме. Во оваа кампања, ние се трудиме да зборуваме за две работи. За нашата нова програма, која е одлична и со многу нови проекти и мерки. И за вредноста на нашиот збор, кој гарантира нејзино исполнување. Доколку имам можност да дојдам во вашиот дом, да седнам со вас и лично да поразговарам за сето она што ве тишти и за сето она што ние го планираме, да ве погледам во очи и да ве замолам за вашата поддршка, јас би ви го кажал следното, како наш план. Создавањето услови за раст на економијата и понатаму ќе остане нашиот врвен приоритет како влада. Покажавме дека економијата може да расте и во услови на криза. Во периодот 2008-2013, за време на светската економска криза и европската должничка криза, просечниот раст на економијата изнесуваше 2,1%, што е трето најдобро остварување споредено со сите земји од Европа. Пред светската економска криза, во 2007 година, бевме единствената влада во Македонија која што успеа да ја оствари посакуваната стапка на економски раст од 6%. Во наредните години, со убложувањето на кризата во Европа и со мерките и реформите кои ги презедовме и кои планираме да ги преземеме, повторно очекуваме интензивирање на економскиот раст. Очекуваме порастот на бруто домашниот производ да се движи помеѓу 3 и 6%. Во однос на задолжувањето, нашата цел е и во следниот мандат Македонија да ја задржи сегашната позиција, односно да остане меѓу 5 најмалку задолжени земји во Европа. Економскиот раст на Македонија, што се стремиме да го постигнеме во наредните 4 години, е базиран врз 4 основни столба, врз кои е поставена нашата програма за наредните 4 години. Првиот и најважниот столб за сите граѓани на Македонија е отварањето на нови работни места. Нашата цел е во Македонија се креираат најмалку 64.000 нови работни места, односно да имаме 64.000 повеќе вработени отколку денес. Со што стапката на невработеност би се намалила на 22%. За остварување на оваа цел ќе придонесат инвестициите во зоните и работните места што ќе се креираат таму. Во наредниот период известна е изградбата на над 30 нови фабрики во слободните зони, во повеќе градови низ Македонија, кои ќе обезбедат над 10.000 нови директни работни места. Освен преку странските инвестиции и преку поддршката на земјоделството, кои ќе учествуваат со значителен дел во отварањето на нови работни места. Тие ќе се отвараат и преку активните политики и мерки за самовработување на Агенцијата за вработување, преку капиталните инвестиции, како и преку директни мерки за поддршка на домашните инвестиции, како и поддршката на малите и средните предпријатија и овозможување на добри услови за водење бизнис на компаниите во Македонија. Вториот столб на програмата, врз основа на кој планираме да го поттикнеме економскиот раст на Македонија, е реализацијата на стратешки инфраструктурни проекти. Веќе е започната изградбата на 3 клучни автопатски делници, што имаат клучно значење за развојот на Македонија. Тоа се автопатските делници Кичево-Охрид, Миладиновци-Штип и Демиркапија-Смоквица. Реализацијата на овие делници планирано е да се заокружи во рок од 3 до 4 години. Со ова, Македонија ќе добие нови 132 километри автопат, со што 50% од нашата територија ќе биде покриена со автопатска мрежа. Покрај тоа, и во наредните 4 години ќе продолжиме со реконструкција на над 146 километри експресни патишта, 348 километри магистрални и регионални патишта и 200 километри локални патишта. Изградбата на овие патишта, покрај тоа што на краткорочен план ќе придонесат за економски раст и отворање на нови работни места, тие долгорочно ќе придонесат
за подобрување на конкурентноста на македонските компании, преку намалување на транспортните трошоци, а Македонија ќе стане уште попривлечна дестинација за странските инвеститори. Во тој правец, од особена важност е изградбата на железничката пруга кон Бугарија, со што македонските компании ќе добијат транспортна алтернатива на Солунското пристаниште. Уште еден стратешки проект, на чија реализација ќе работиме во наредниот мандат, е гасификацијата на Македонија. Преку гасификацијата, значително ќе се зголеми енергетската ефикасност на домаќинствата и на компаниите. Покрај гасификацијата, во областа на енергетиката, ќе инвестираме над 670 милиони евра за изградба на нови енергетски капацитети. Третиот столб е всушност продолжување на реализација на проектите што најдиректно влијаат во подобрувањето на животот на македонските граѓани. Тоа се инвестициите во земјоделството, здравството, образованието, како и зголемувањето на платите во јавната администрација, пензиите и социјалната помош. Како изминатите години ќе продолжи зголемувањето на платите, пензиите и социјалната помош за вкупно 21,5% за 4 години, односно по 5% секоја година. И во наредните 4 години продолжуваме со активна поддршка на земјоделците и развој на земјоделството. За наредните 4 години предвидена е исплата на рекордни 600 милиони евра субвенции, односно 150 милиони евра субвенции на годишно ниво. Покрај субвенциите, за земјоделците се предвидени уште голем број на мерки, со кои се поттикнува развојот на овој сектор. Во здравството, исто така ќе биде реализирана најголемата инвестиција во историјата на Македонија, а тоа е изградбата на целосно нова зграда за комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, проект вреден 70 милиони евра. Покрај Скопскиот клинички центар, предвидена е изградба на нова клиничка болница во Штип, болница во Кичево и повеќе други нови градби или темелни реконструкции. Ќе продолжиме со изградба на нови и реконструкции на постојните училишни згради, студентски домови, како и изградба на нови спортски сали низ цела Македонија. За основните и за средните училишта ќе бидат набавени 300.000 нови таблет компјутери, со што ќе го продолжиме процесот на модернизација на образовниот систем. Поддршката на младите исто така ќе остане нашата најсилна заложба. Со цел унапредување на нивниот статус во општеството, предвидени се голем број на проекти, како што се програмата за субвенционирање на компаниите за вработување на млади до 29 години, но и програмите за самовработување на Агенцијата за вработување. Нашиот главен фокус и во наредните 4 години ќе биде подобрување на условите за живот на младите, а за таа цел во програмата имаме пакет на сериозни и добро обмислени директни мерки и проекти за подобрување на перспективите на младите, за отворање на нови работни места, бенефиции при образовниот процес, ослободување од давачки и повеќе други проекти. Реализацијата на сите овие проекти ќе има директен придонес во подобрувањето на економската состојба во нашата земја. Четвртиот столб, врз кој е заснована нашата програма, е продолжување на евроинтеграцијските процеси, како наша најсилна определба. Евроатлантските аспирации што ги има зацртано Македонија, како правец, се најсилниот гарант за економската стабилност и растот на незината економија. Фактот што Македонија претендира да биде член на Европската унија и на НАТО, представува еден од клучните фактори поради кои голем број на странски инвеститори не препознаваат како добра бизнис дестинација. Затоа, паралелно со економскиот развој, ќе продолжиме и со процесот на приближување на Македонија кон Европската унија, се до остварувањето на нашата најсилна определба – Македонија да стане рамноправен член на Европското семејство. Ова се накратко 4 столбови врз кои е базирана нашата програма за наредните 4 години. Ве повикувам внимателно да ги прочитате проектите што се содржани во неа. Јас лично ви гарантирам дека сите проекти во неа се реални и остварливи, како што впрочем ви покажавме во претходните години. Постои тенденција од опозицијата и од оние што не можат да парираат со дела, да ја искриват сликата за нас. Не нарекуваат секако и ги искривуваат сите наши заложби и дела. Но вие најдобро не познавате кои сме ние. Вие најдобро ме познавате мене. Имавте доволно време за да знаете на што сте со мене
И знаете дека јас нема да ви изневерам. Јас ги знам и живеам со вашите секојдневни предизвици и од дното на душата, со секој атом на енергија, работам за да направам нешто подобро за нашиот народ и за нашата земја. Никогаш не ви викам дека уште утре се ќе биде идеално или дека ќе ги решам сите проблеми. Но ви ветувам макотрапна работа од моја страна и од страна на мојот тим. Ви ветувам борба за секоја ваша насмевка и за дела што би го подобриле вашиот живот. Ви повикувам да ја прочитате нашата програма, на која јас лично и мојот тим вложивме огромен труд и во која се преточени многу идеи и многу искуство од Македонија и од светот. И да гласате за проекти кои што докажано се реализираат. Затоа што има разлика. А разликата е што ние цврсто стоиме до дадениот збор и ги остваруваме ветувањата, а често реализираме и повеќе од ветеното. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5